Јас сум Ѓокица Ѓошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеја Стеков, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Манчестер Сити е спремен за Лионел Меси да плати 200 милиони евра. Англискиот премиер лигаш уште следната недела преку менаџерот Мануел Пелегрини ќе влезе во трката за Меси. Сити е спремен на Меси годишно да му плаќа 25 милиони евра. Покрај Сити, Пари Сен-Жермен е заинтересиран во своите редови да го види аргентинецот, еден од најголемите фудбалери на сите времиња. Единствен ограничувачки фактор за Пари Сен-Жермен е фактот дека данокот на заработка во Франција на повеќе од 1 милион евра годишно е дури 75%. Управата на Порто го отпушти тренерот Пауло Фонсека. Решението дојде по лошите резултати на тимот во досегашниот дел од сезоната. Змејовите кои во последните години доминираа во шампионатот во моментов се на цели 9 бода зад лидерот Бенфика, па дури и на третото место бидејќи и Спортинг е пред нив. Најголемата разлика дојде по лошото представување во 2014 година. Во новата година тимот победи на само 3 од последните 7 средби во шампионатот, со што го расипа пласманот. Ремито на гостувањето кај Гимараеш ги натера газите да действуваат брзо и да се раздела со стратегот. Како превремено решение на тренерското место ќе биде поставен тренерот на Б составот Луис Кастро. Во кошаркарската Евролига синоќа се одиграат 4 средби од 9-то коло во топ 16 фазата. Фенербахче на Боме Хелем го претрпи петиот пораз откако убедливо загуби на гостувањето кај Барселона со 93-73. Боме Хелем за 27 минути игра имаше биланс од 11 поени по 2 скоки асистенции и една украдена топка. Бјелица беше наефикасен со 15 коша за Фенербахче. Најрасположен во составот на Барселона беше Анте Томич, кој даде 19 поени. Во вториот надпревар од оваа група Е, Армани во Атина го совлада европскиот првак Олимпијакос со 88-86. Ленфорд го реши надпреварот, а воедно беше најефикасен во својот тим со 20 поени. Олимпијакос играше без Васили Спанулис, а во негово отсуство Перпероглу даде 22 поена и го предводеше домашниот тим. Жалгирис загуби од ЦСКА Москва со 88-86. Милош Теодосич со 16 поени, односно Вимс со 15 поени го предводеа рускиот тим. Партизан во Белград убедливо го победи Бајер од Минхен со 70-55. Саша Павлович и Теренс Кинзи постигнаа по 21 поен во победата на српскиот шампион. За вечера останатите 4 средби за комплетирање на ова 9-то коло во топ 16 фазата од кошаркарската Евролига. 3 дерби средби ја одбележаа изминатата ноќ во NBA лигата. Сан Антонио со 111-87 го победи тимот на Мајами Хит во реприза на минутогодишното NBA финале. Сан Антонио на Мајами му го нанесе најтешкиот пораз оваа сезона. Спарси првата четвртина ја добија со 37-22, пошто на гостите од Флорида им беше тешко да се вратат во игра до крајот на надпреварот. Тим Данкан со 23 поени и 11 скокови го предводеше Спарс, за кои Тони Паркер додаде 17, а Борис Дијао 16 коша. Крис Бош со 24 поени беше најефикасен во редовите на шампионот, додека Леброн Джеймс постигна 19, а Вейт 16 поени за гостите. Во Феникс, сонцата ги изненадија молњите со 128-122. Вечер за паметење имаше Джералд Грин со својот нов личен рекорд од 41 поен, од кој 25 постигна во третата четвртина во која Феникс го анулираше дефицитот од 16 поени предност на Оклахома. Морис додаде 24, а Драгич 22 поена. На спротивната страна со 36 поена, 9 скоки и асистенции се истакна Вестбрук, додека Дурент запиша 34 поени зад своето име. Во градското дерби, LA Клиперси му го нанесоа најтешкиот пораз на Лейкерси во историјата. Клиперси славеа со убедливи 142-94 или 48 поени разлика. Претходниот рекорден претрпен пораз на Лейкерс беше од Портланд на 9 јануари 95 година, кога Блейзерси славеа со 129-83. Колисон со 24 поени беше најефикасен во победничката екипа, за која Блейк Грифин додаде 20 поени и 11 скокови. Гасол со 21 поен беше единствениот расположен за игра кај домашниот тим на Лейкерс. По дебаклот, Лейкерси се наоѓаат на последното место на западот со 21 победи и 41 пораз. За вечера предвидени се 11 надпревари.
Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Здраво, јас сум Матеј Милошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Зоран Мандил, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Давид Аритонов, тренирам во клубот Работнички и вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.